Добър ден, ученици! За последен час или последни 30 часа го оставихме част за вежби на скали, но овој пат не се подни скали, туку скалива кои што ќе ги имате во семена куќа од приземено прво ниво до подрумот или во зграда, еве ние во училиште од прв кат на втор крат, ќе се потрудиме да дадеме неколку вежби за загревање. Дел ќе искористиме за истегнување претежно на нозете, кратко и барем 10 до 15 минути да дадеме вежбички за протрчување или скокчиња на скалички, претежно во правец кон горе, а потоа надолу ќе одмараме со спуштање во одење или во лесно трчање. И нормално ќе дозираме на 4 до 8 скокчиња со пауза во 5-10 секунди во спуштање и 10 секунди во пауза меѓу двете повторувања, за да вие можете тоа да го реализирате полека, нормално не само на овој час, сигурно ќе биде тешко изгодливо од соба, но ако го гледате денес утре, ќе може да го реализирате во било кој период од година. Започнуваме со загревање, ќе ги искористиме скалите за брзо одење, долу горе и назад. За да почувствуваме колку се тие високи, колку се долги во однос на газиштето, и одеме неколку пати во забрзување во, ајде кажеме, лесно трчање. Ево што имаш, време во речеме 4 повторувања во лесно трчање. Сега, добро би било малку и назад да пробаме. Работиме и со раце и со нозе, за да тие ни помагаат, рацете ни помагаат што подобро да ги извлечеме движењата со нозете, иако малку чудно, никогаш назад не се качуваме, освен ако носиме некој товар, некој медал, но добро да се проба и тоа. Ги раздвижуваме зглобовите до нозете претежно, ги загреваме тие мускули на нозете што ќе ни бидат најпотребни и еве по 3-4 повторувања веќе, да кажам така, се чувствуваме позагрејани и може да направиме истегнување на трупот. Ајде сега веднаш ќе ги вклучиме рацете со некои кружни движења, па можеме ако има подскоци и назад. Можеме во движење кобака да изработиме истегнување. Кажеме дека може би часот ќе биде малку пократок, 15 до 20 минути, поради интензитетот со кој се работи, поради замор кој се јавува, но потоа вие ќе може да го усложнувате или овој час со креирање на ваши вежби, односно избор на вежби кои што највеќе вас ви говорат. Шволтон со допир до до зидот да го искористиме. Ево, 4 пати на друга страна. Ќе искористиме за претходно истегнување, ќе искористиме зидот. За во затклон. Исто така може да го употребиме зидот, може се едно стапало понапред
И да го изvedеме движението на този начин. Ево изкористиме да се попреме, за да изтегнеме предната ложа. Така. Кај сменим на друга страна. Ќе направиме со отворена над коленица на страна. Може да го изкористиме за предклон. Така, па да пробаме полека да одиме и назад. За да го изкористиме. Ке се потрудиме изкарвате с периодата да ги првите 2 или 3 зависно од вашето чекорче. Може да ги потребиме за изтегнување на нозе. Така. За странично изтегнување исто така е добро. За внатрешен дел. Така. Еве сега на овој начин ќе направиме изтегнување. Значи може вака да се попре и се изтегнува и вътрешните го задна нога, но и задниот дел на предната нога. Така. Па со допир, овека, хоп, хоп, го изтегнеме, малко потисно цимање. Уште еднаш на другата нога, значи изтегнуваме овека задната први, па се враќаме од внатрешен дел, па се враќаме на предната со заден дел. Хоп, хоп. Можеме да изтегнеме. Многу предклон може да се изработи овдека добро за оние што веќе може да допрат до подот, па да се одат овдека, да одат и пониско и тоа да го мерат во неколките часови поред, да веќе може да се спуштат во предклон 2, 3, 4, 5 или 6 см пониско од мениската положба, односно од хоризонталната поред. Еве, неколку времешки изтегнувања, сега продолжуваме со главниот дел час, значи кажуваме малку подинамично, 7-8 минути во загревање за изтегнување и сега едно 10 минути долго ќе бидат во скокчиња и тука прилike во завршиме на тој начин и часот, бидејќи е доста напорно да се работи. Сега одиме со побрзи движења горе-долу, работиме пак во трчање. Се враќаме назад во лесно одење, лесно трчање, уште еднаш. Се враќаме полека. Ќе одиме 4 пати на овој начин. И полека бараме. А после 4 пат ќе направиме 10-15 секунди. И полека се спуштаме. Одмараме со издишување. Инаку ово повторување, во вториот час може да направиме 6 пати, на третиот час веќе можете 8 пати со исти ваков начин на потрчување на секоја скаличка. Сега направиме потрчување на секоја втора скаличка, исто 4 пати. Полека се враќаме на уште еднаш. До 13 нивоа на скалички. Кои што можеме да ги употребиме ефективно и ефикасно во 20 минути нешто. И уште еднаш. И вараме.
Малко odmor и потресуваме нозите. Сега правиме скокчиња на секоја втора скала размножно, на секоја втора спој. Размножи, спој, размножи, спој и ќе пробаме да отидеме догоре или пак може да направиме 4 со 4-8 скалила и пак да се вратиме назад. Тренуваме и се враќаме опека, издишиме, да одмориме се, припремиме за следната серија, ќе кажеме долго некој му е тешко, некој оди 4 и 4-8. Ние века имаме 2-13 скалички, кои што веќе може да се повеќе за вас. И се враќаме. Издишуваме, имам уште две серии и така. Оставаме уште една. Одмор и оние пак. И полека се враќаме. Издишете слободно 2 до 3 пати. Сега, еве ќе дадеме странично трчање на нагоре, ама странично трчање и на надолу по скалите, за да малку нели од скоковите одмориме, па потоа пак ќе направиме и друг тип на скок. Одиме, значи наставаме и пак надолу, значи стопалата се странично поставени и одиме. Одмараме помеѓу двете. Лека. И сега ќе се свртиме на спротивна страна. И одиме пак. Мала пауза, 2-3 секунди. И одиме уште еднаш. Пауза 10 до 15 секунди. Со издишуваме. Поред сега ќе направиме вежба со неколку скокчиња. Ќе одиме скокчиња наизменично лево и десна на една скала во место. Да речеме 10 до 15 секунди, а потоа ќе направиме и во движење лево десно, че ќе одиме со 4 повторувања, 2 во место, а 2 во движење во страна. Значи 4, 5, 6, 7, 8. Одмор, чисто да го увидите движењето, но нормално секогаш кажеме и ги употребуваме раците за што подобро, поголема помош на нозите при движењето. Одиме сега со 10 ќе направиме, значи има 2 бројеме, 2 подскочиња и едно бројење. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, издишуваме.
И сега истата вежба ќе ја работиме 1, 2, 3, 4 пати. Значи 4 во двете насоки, одиме 2 пати лево, 2 пати во десно. 4, 6, 8. Толку ќе можете да направите вие. Мала пауза, 10 секунди кажавме и потоа продолжуваме уште една серија. Можеме. И 8. Следна вежба ќе биде најизменични скокчиња со две нозе суножни горе-долу. Направиме 8 пати руба. Со две нозе. Оп, оп. Обраме. Четири ваки серии ќе направиме. Кажеме, ова малку да ги почувствувате висината на скалите во полесна варијанта, а потоа ќе даваме и потешка опција, секој што да ја даваме малку потешка. Кој уште еднаш. И одиме по ова. Пауза од 10 секунди, последна серија од ова вежба. Така. Одиме сега, правиме еден скок суножен со две нозе на прва скалела, долу, еден скок на втора скала, пак долу. Значи, ап, 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 така. Еден. И правиме помно, бидејќи смятаме дека 4 повторувања по 2 скока имате потешка задача. Одиме уште еднаш. И веднаш после одличуваме. Окей, имаме уште повторување. И добро, сега полека може да направиме и следна опција, каде што ќе одиме 1, 2, 3 назад. 1, 2, 3 назад. Може полека. 1, 2, 3.
направим все пак, кажем, 4 повторувания. Инаку, на следниот час, кажем, ова ќе го зголемите на 6 варки серија 1, 2, 3, па ако можете и на 8 или па после недела добите на цела должина од 13 скалички. Кажем уште 2 пати. И тука ќе одморим. Како, да речем, последна вежба дека треба да одморим 20 секунди, ќе дадеме 4 сколчиња поред со една нога и 4 сколчиња поред со друга нога. Ќе направиме 2 пати наляво, 2 пати на десна, за да не биде преоптеретено за почеток, а кажавме, потоа може да го зголемите во дел, каде што веќе скокањето може да ви потрае и 40 до 50 минути. Оке, 1, 2, 3, 4. Се враќаме полека. 1, 2, 4. Се враќаме. Издишуваме. 1, 4. Мараме, пауза. 10 секунди да се издишуваме. И уште 2 повторувања. Се разбира, ова може во комбинација 4 на лево, 4 на десна, 4 на лево, но ќе го ставиме за некој од следните часови. Еве една вежба за истегнување, особено на задниот дел на подколевицата, каде што вие не чекорот од скалата, ќе застанете со спружени прсти, замано свиткана и ќе може да ја изтегнете со испружување на напред, да ја напред да изтегнете задната страна на подколевицата. Се поставувате и веќе. Пак ги поставуваме и двете. Испружуваме назад колкови, испружени нозе, а пробуваме да појдеме напред со трупот и уште повеќе да ги стигнеме листовите или трицепсот на задната страна на подколевицата. Еве, еден разчекорен став, уште швака и една пред некаде спорен, разчекорен став, но се справени и така, истегнување со помош на цидовите ако подесен ходникот или на помагалата за патење со раце и да направиме едно преубаво истегнување. Не типичен час за услови на работа од дома во една соба од квадрат 2-3, но ако сакаме часот да го видиме, да го разделаме или да го несеме мобилниот помеѓу стратовите или лаптоп или како и да е, или во зградата да излеземе навън пред станот и да изработиме во ходникот на зградата, можеме да го изработиме овој час кој може да биде прекрасен, доста интензивен, интересен и сега го се работи и во лето и во зима. Лето ходниците се свежи, не се засветлени, а
Во зима пак нема мраз, нема снег, нема лед, не дува, така да може да се работи во текот на целата година. Ви благодарам, до гледање.